Моја гостинка во студиото е жена која со својата професионалност, со својата истрајност и посветеност не само што ги урива стереотипите, туку и внесува нова димензија во армијата на Република Македонија. Ти посакам добар ден и добре дојден на подполковник Александра Доневска, офицер за родова еднаквост во кабинетот на началникот на Генералштабот. Добар ден. Најпрво би сакала да се заблагодарам за поканата да гостувам во вашата емисија во пресрет на 8 март, меѓународниот ден на жената, ден кога се одбележува борбата за женските права, борбата за рамноправност помеѓу мажите и жените. Значи, како што кажавте, јас сум офицер за родова еднаквост во кабинетот на началникот на Генералштабот на армијата. Одговорна за советување на началникот од областа на родовата перспектива и родовата рамноправност, воедно и за механизмите за заштита од вознемирување на работно место. И сега вие сте потврда за тоа дека жените можат без никакви проблеми да ги извршуваат обврските во армијата, како и мажите, да се истакнат во својата работа, пред се да напредуваат и да бидат на значајни позиции. Што за вас лично значи можноста да бидете дел од армијата? За мене лично можноста да бидам дел од армијата е можност да служам на својата татковина, на својата земја, најпрво, пред се. Понатаму, тоа е можност да работите во една институција одговорна и важна, која што има клучна улога во одржувањето на мирот, безбедноста на нашата земја, па и колективната безбедност, затоа што да не заборавиме дека сме ние НАТО членка. Така. Понатаму, можноста ја гледаме и како можност да бидеш дел од армијата, е можност да се развиваш како на професионален, така и на професионален, но и на личен план. И на личен план, да. Можност да се справува, да научиш како да се справуваш со предизвиците, кои што произлегуваат од како и од општеството, па така и од работата. Процентуално, жените најмногу се застапени во другите служби, во вооружените сили, во кои спаѓаат, например, цивилни лица во војна служба, медицински персонал, административен персонал, војна полиција. Треба ли да се зголеми бројот на жени во армијата? Генерално, процентуалната застапеност во армијата се однесува на 11,87. Тоа е на, да речам, според мене, ниво кое што е многу блиско до процентот на НАТО членките што се во кај нас. Ние како земја членка сме блиско многу до тој просек. Нивниот просек е 12,73, така да тука негде сме и можам да кажам дека процентот е, меѓутоа не е на задоволнително ниво. Согласно нашите планови, по долгорочниот план за развој имаме многу голем процент, премногу сме захтевни, 30% до 2028, меѓутоа далеко сме од тоа. Меѓутоа сепак би била задоволна да се процентот да се зголемува барем за 1 на годишно ниво. Да, точно спомнавте дека повеќе процентот на застапеност на жени е во службите, во воено-медицинскиот центар, особено. Таму веќе ние 62%, дури го надмашува и процентот на просекот од НАТО земјите членки и од онаа земја членка што е највисок процент. Меѓутоа, не треба да се жалиме за тоа, затоа што сепак процентот и во другите единици, и во другите родови е добар. Задоволителен. Да. Сега веќе тој гап, односно таа голема разлика на проценти во службите и во останатите родови е тоа што првата генерација на жени ние од родот од службите во 98 година. А наред и тие години до 2012 се промовираат само служби.
И затоа тој процент е секаде голем и во финансии, во логистика, процентот на жени во службите е поголем отколку во родовите. Меѓутоа, од 2012 веќе жените се застапени во сите родови. Имаме од пешадија, родот пешадија, врски, инженерија, АБХО, ги имаме во воена полиција и од неодамна, од пред 2 години, 3, веќе имаме првите жени во специјалните единици. Так. Иако работата носи многу предизвици, понекогаш ризик и опасност, жените во елитни униформи сепак застануваат рамо до рамо со мажите и во најтешките акции кога е потребна и психичка, но и физичка подготвеност. Меѓутоа, кој е за вас најголемиот предизвик како жена во армијата? За мене најголем предизвик, секоја должност била предизвик. Јас во армијата сум од 2003 година и имам поминато повеќе должности и сите биле различни, со различни предизвици, кои што ми овозможувале да се справувам со нив и да научам некои нови работи, да се надоградувам самата себе си. Интеграцијата на жените во војската всушност би можела да го смени ставот за армијата како институција која првенствено, нели знаеме, се занимава со одржување на мирот и на безбедноста на земјава, со разбивање на стереотипите дека воената професија е исклучително машка професија. Овде би додала дека когнитивната способност, емоционалната зрелост како и физичката подготвеност всушност и не зависат од полот, туку од зрелоста на индивидуата. Како тече процесот на интеграција во армијата? Па самото постоење на жените од формирањето на армијата, тоа значи дека веќе армијата има отворени врати за жените и застапеноста на жените само постепено, чекор по чекор се зголемува. Така да со нашето зачленување како во НАТО од 2019 па наваму веќе ние поинтензивно работиме на имплементирање на родовата перспектива во армијата. Веќе во 2019 со новата формација тогаш е отворено и мојата должност како офицер за родова еднаквост во кабинетот на началникот. Тогаш беше една друга колешка поставена, од 2020 веќе јас ја превземав таа должност. Понатаму во Министерството и во армијата има поформирано повеќе работни групи кои што работат на имплементирање на родовата перспектива. Во 2020 година веќе кај Министерството е превзема онаа главна улога за координатор и за донесување на националниот акциски план, а подоцна и Министерството и одговорност за имплементирање на тој НАП, Национален акциски план за имплементирање на родовата перспектива, односно имплементирање на резолуцијата на 1325. Како армија и министерство работиме со повеќе невладини организации, една од нив е UNDP СИСАК. Со неа и заедно со останатите земји од Западен Балкан имавме склучено, кој ланската година заврши, регионален проект, договор, и во тој регионален договор, во склоп на тој, имаме направено заеднички студии, како студија за развој на образованието и обуката за родова перспектива. Имаме регионален прирачник кој што се однесува на механизмите за заштита од вознемирување на работно место. Во 2021 исто ја промовиравме и положбата за точно како се викаше положбата на жените во вооружените сили на земјите на Западен Балкан, каде што беа споредени процентите, односно и застапеноста на жените во сите земји, овие 4 што се од земјите на Западен Балкан. Понатаму во 2022 веќе почнавме еден проект за родова самопроценка во Министерството и армијата. Со тој проект го работиме заедно со ДИКАВ и се состоеше од истражување, односно со
во повеќе фокус групи, прашалници на кои што одговараа вработените. Врз основа на тоа истражување, какви беа резултатите? Резултатите, да, се добри, меѓутоа се уште треба да се работи, значи не сме на тоа ниво што би посакувале да бидеме. И веќе е изработен акциски план, во завршна фаза е, веќе наредниот месец, можеби во наредните месец-два, ќе биде и промовиран и ќе почнеме да работиме на имплементација. Главни приоритети во тој акциски план се систематизирање на нови работни места во Министерството, исто во армијата, до зголемување на родовата структура. Да не бидам сама јас. Секако. А се зголемува процентот на жените кои што се дел од армијата, меѓутоа ќе истакнеме дека не така честата слика жените да бидат дел од армијата, што последниве години нели се менува. Најчесто е најголемиот поттик за жените да се приклучат во редовите на нашата армија, со цел можеби и да докажат дека и тие можат, дека и тие умеат. Како беше вашиот пат во војничката кариера во армијата? Мојот пат, како и претходно што кажав, беше испреплетен со повеќе должности. Значи, од 2003 бев првата жена што работи во пешадија од родот на служби, меѓутоа што работи во пешадиска единица во Тетово. Бев како командир на логистички вод во командна чита. Понатаму, после тоа продолжив како офицер за логистика во командата на тој батальон пешадиски. Во 2011 година, односно 12 година, почетокот, го достигнав врвот во тој батальон. Бев 5 месеци вршител на должност началник на штаб. Значи го заменував командантот. Подоцна веќе ја сменив пешадијата, преминав во логистика повторно, затоа што јас сум од родот служби, логистичар, како командир на логистичката чета во Илиндан. И мојата кариера се развиваше до 2020 во тој батальон каде што беше логистичката чета, за од 2020 година дојдам на оваа позиција. Одлично, секаде успешни, полека, но сигурно низ скалилата на успехот да дојдете и до оваа позиција на која што сте денеска. И некаде кон крајот на разговорот ќе се надоврзам на оној што и претходно го говоревме, се однесува на родовата еднаквост и би ме прашала колкава е застапеноста во армијата на родовата еднаквост, можеби не според бројот на припаднички и припадници, туку според работните задачи кои што за сите всушност треба да бидат исти. Во армијата сите позиции, сите должности се отворени за сите. Значи не постојат критериуми мажи или жени. Секој може и секој, доколку ги поседува сите квалитети и услови за поставување на таа позиција, може да одговори на работните задачи. И секако за крај на разговорот, која ќе биде вашата порака до нашите гледачи, но и до сите припаднички на понежниот пол кои што можеби размислуваат која ќе биде нивната идна професија и можеби некако ги привлекува армијата и сите предизвици кои што ги носи оваа можност? За крај, најпрво би кажала дека армијата е отворена за сите. Не постои машка и женска професија. Заедно секогаш сме посилни, секогаш сме посигурни и побезбедни. Ви благодарам многу за гостувањето. Ми беше задоволство и посакувам уште многу успех во вашата професионална кариера во армијата. Ви благодарам и на вас.